Ви велам, добре дојде во уште едно издание на емисијата 360 степени на МРТ1. За соговорник го имаме Арбен Таравари, министер за здравство и еден од лидерите на коалицијата ВЛЕН или Вреди. Овие два негови капацитета ја предодредуваат и содржината на интервјуто што следува. Добре дојдовте во 360 степени, господине Таравари. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Реков два капацитета, еден од лидерите на коалицијата Вреди, која што е дел од власта, и министер за здравство, член на владата на премиерот Христијан Мицкоски. Разговорот ќе биде генерално поделен во две групи прашања, политика и здравство. Ви почнал со политика, што значи прво ќе ве прашувам во капацитетот на еден од лидерите на коалицијата Вреди. Премиерот Христијан Мицкоски, откако се врати од самитот во рамки на Берлинскиот процес, даде неколку изјави во кои што вели дека сега е поголем оптимист од што бил предходно, а во врска со пристапниот процес на земјава во Европската Унија. Јавно не кажа на што го темели тој оптимизам, дали со вас може би сподели на што го темели оптимизмот? Па не сме разговарали директно, меѓутоа генерално од почеток кога ја формиравме владата, една од нашите определби и прва дури беше Европскиот пат на Македонија. Мене ме радува што континуирано, барем откако ја формиравме владата, јас сум среќен што он е ориентиран европски и сака Македонија да ги започне преговорите што поскоро, што порано. Меѓутоа, секако како премиер бара некакви гаранции да немаме и други пречки, нели? Ни се случува како држава од 2018 година да ни се ветува дека ги започнуваме, да направиме одредени, како да речам, пропусти како држава и пак да не ги започнеме. Јас сум меѓу ретките оптимисти и продолжувам да мислам дека Македонија многу скоро ќе ги започне преговорите со ЕУ. Меѓу ретките оптимисти во владата? Не, во државата. Ќе гледам се повеќе луѓе кои што се појавуваат и аналитичари, и политичари, и посебно од опозицијата кои нон-стоп кажуваат дека нема шанси, дека се е завршено. Јас продолжувам да бидам огромен оптимист дека наскоро Македонија многу скоро ќе ги започне преговорите. Значи за оваа последна фаза во која што премиерот дава изјави во кои што вели дека е оптимист, не разговарал со вас? Па сме разговарале кратко, меѓутоа не би сакал сепак он е премиер, тој кога ќе имаме дефинитивна одлука или кога ќе одлучиме дека е моментот за евентуално да се направат, да се бараат одредени гаранции или било што, какво ќе биде решението, не можам да кажам со сигурност, меѓутоа знам дека и сигурен сум дека многу скоро сакаме сите заедно како коалиција да ги започнеме преговори. Да. Премиерот вели да му дадеме време на времето. Колку, господине Таравари, може би станува збор за купување време и обид да се амортизира ударот од тоа што земјава беше одделена од Албанија. Албанија напредува, веќе го отвори првиот преговарачки кластер, земјава остана да стои во место. Видете, не е добро што се оделивме. Меѓутоа, добро што започна Албанија. Не мора сега Албанија да остане заедно со нас, иако ја мислам дека пречката за Албанија беше вештачка. Тоа што ки држеа додека завршат изборите тука, веќе оние започнаа пред 2-3 дена преговори. Го слушнавте и премиерот Рама, мислам дека беше многу коректен во однос на Македонија, дека навистина и Македонија заслужува да ги започне преговорите, дури на времето беше лидер од 2008 година, има позитивни препораки од Европска Унија и секогаш се изнаоѓа нешто како пречка да ги започне. Ја сепак мислам дека не е купување време, се бара моментум, се бара и некаква гаранција за државата и да ги започнеме преговори. Јас се надевам дека со Албанија паралелно ќе течат преговорите, многу сум оптимист во ова.
И се уште продолжувам да мислам дека сите држави на Западен Балкан истовремено ќе се зачленат во Европската Унија. Истиот ден кога премиерот прв пат во оваа последна фаза рече дека е поголем оптимист од тоа што бил порано, ја чувме изјавата на германската министерка Аналена Бербок по средбата која што имаше со вашиот колега Тимчо Муцунски, како вели без уставни измени нема отворање на првиот преговарачки кластер. Сега тоа малку дополнително нејаснотија внесува, нели, поврзано со оптимизмот изразуван од членови на владата. Значи, ние сме свесни сите и тоа сме го кажали дека рамката со Бугарија не се менува и дека на Македонија ќе и требаат уставни промени, меѓутоа и треба некаква гаранција за државата дека нема да биде оваа последен устав. Ако продолжиме вака, можат разни држави да постават различни условувања. Мислам дека ќе се изнајде решение кое што ќе биде прифатливо за Македонија, бидејќи веќе спорот не е со Бугарија, туку спорот. Мислам, тоа е барање од Европската Унија. И неспорно е дека ние ќе мораме уставните промени да ги направиме за да ги започнеме преговорите, меѓутоа истовремено ни треба и одредена гаранција, барем од центрите со влијание во светот, кои што ќе ни дадат некаква гаранција дека нема повторно да се бара нешто од нас. Никогаш, ја мислам дека никогаш не кажал премиерот дека нема да направиме уставни промени. Имаше неколку предлози од него. Едно беше со продолжено или задоцнето имплементирање на уставните промени. Што мислите вие за таа идеја? Па идејата не е лоша реално, не е лоша како идеја, тоа е веќе вие ги гласате уставните промени, меѓутоа тоа влегува во сила кога стануваме да рекам членка прашање на дали тоа може да помине кај Бугарија, нели? Да, тоа дали ќе помине таму, меѓутоа видите, се комплицира бидејќи во Бугарија немаме стабилна влада. Прашање е дали ќе има и последните избори. За жал по сите анкети што ги гледаме сега, 27 октомври имаат избори. Ја би посакал да има стабилна влада во Бугарија како во Македонија, тогаш да имаше стабилна влада, јас сум сигурен дека веќе ќе бевме до некаде со изнаоѓање на решение и можеби со Албанија заедно ќе ги започнеме преговорите. Тогаш без политичка влада со кого ќе разговарате во Софија, бидејќи нели тоа беа пораките од премиерот дека се чека политичка влада во Софија. Тоа се потешкотиите реално. Затоа и некој вели во Македонија и новата влада ништо не направи во правец на започнување на преговорите, а со кого мора да имате и од другата страна некој кој што е стабилен и не очекува избори пак после 3 месеци. Ако во Бугарија повторно имаме, како сега, техничка влада и нестабилна влада, повторно ќе бидат во предизборие, повторно ќе се подготвуваат за 4 години да имаат 8 параизбори. Тоа е ако сакате нешто да смените, ако решите сепак додите по патот кој што е зацртан, тогаш не ви треба политичка влада во Бугарија. Мислам дека сепак треба некаков, иако договор има меѓу Европска Унија и Македонија, меѓутоа сепак треба од некого да добиеш некаква гаранција дека нема да се условува повторно за нешто после 3 месеци или после 6 месеци. Да, прашањето е дали битен моментот да има стабилност и таму. Мислам владина стабилност. Да. Кога сме околу тоа кој што каде чека, вие сте во комуникација со колегите од ВМРО ДПМН. Имате ли можеби чувство дека се чека исходот и од изборите во САД? Видете, во САД политиките се константни, без разлика кој ќе биде, можеби во нијанси може да се разликува дали ќе биде претседателка или претседател. Ама имате ли чувство дека ВМРО ги чека со надеж дека ќе победи Трамп и дека тоа може да им ја подобри некако позицијата на меѓународна сцена? Сите нешто очекуваат, можеби и впечаток сега, можеби се очекува и таму нормално и тоа е веќе очекуваме нова администрација секако ќе биде, значи Бајден веќе нема да биде повторно реизбран, тоа е дефинитивно. Ќе има нова администрација, секако дека тоа ќе влијае врз политиките. Иако јас продолжувам да мислам дека генералните политики на САД не се менуваат многу
во однос на тоа кој ќе биде Тоа и иден сакам да ве председател. прашам, дали мислите дека еве и Трамп да победи, дека тоа битно може да ја подобри меѓународната позиција на владата на Мицкоски? Од тоа што знам и од тоа што зборувам со одредени посебно експерти од САД, нема нешто битно да се менува во политиките во однос на Западниот Балкан. Повторно ќе бидат во однос на Западниот Балкан зборувам, не зборувам во генерално за политиките на САД. Мислам дека нема да има некакво битно поместување од тие политики кои што ги водеше сегашниот председател Бајден. Смеам да ве прашам, имате вие личен фаворит на изборите во САД? Харис или Трамп? Видете, да речам дека е битен, пак американскиот граѓанин одлучува. Интересно е жена прв пат да биде председател на САД, меѓутоа повторно американскиот граѓанин одлучува на крајот на денот. Некои од вашите колеги од коалицијата Влен го споменуваат рокот од 6 месеци, кој што нели беше актуелен, особено пред избори, како рок во кој што би очекувале да има барем план за тоа како може да се надмине овој ќорсокот во кој што реално е сега земјата. Кој е ваш личен став околу тој рок? Јас сум го кажал тоа и пред избори и после избори, откако ја формиравме владата. Јас повеќе се реферирам на изјави сега, откако ја направивте владата. Тоа е став на Влен. Тоа е став на Влен дека првите 6 месеци сепак се месеци на адаптирање и на синхронизација на владата. И ни треба нормално период додека се види и во околните држави, конкретно и избори има и во Булгарија да очекуваме стабилна влада евентуално, иако сум скептик. Меѓутоа, после тоа, мислам дека треба да имаме акцијски план и да знаеме како тоа ќе се реши и што ќе се направи. Ви велам, јас сум оптимист и понатаму дека до нова година се 6 месеци на владата. Јас сум оптимист дека ќе имаме камо среќа и да започнеме со процедурата за започнување на преговорите со ЕУ. Според вас, колку во таа одлука влијае тајмингот на локалните избори следната година? Па нормално и може да влијае, реално и може да влијае, меѓутоа ја мислам дека многу побитно за државата е да ги започне преговорите, да имаме пристапни фондови со кои што и може да има инвестиции и може да има инфраструктурни проекти кои што ќе и помогнат објективно на државата, отколку што неколку проценти може да се изгуби можеби во поддршката на граѓаните, посебно зборувам за македонските партии, меѓутоа имајќи го во предвид што се случува со македонската опозиција, мислам дека ВМРО е во огромна предност, што за демократијата не е добро реално. Треба да има силна опозиција за да има силна влада. Ја мислам дека нема многу да влијае врз одлуката на премиерот. А вие како Влен можете на локални избори да одите со блокиран пристапен процес кон ЕУ? Не е добро за нас да одиме, воопшто не е добро. Воопшто не е добро за Влен, за локални избори да оди без да има некакво решение за европското патување на Македонија. Да. Ви се допаѓа ли дружбата со Виктор Орбан? Видете, тоа е повеќе работа на премиерот. Ние реално како Влен не се дружиме нешто со Орбан и меѓутоа не треба да забораваме дека Хунгарија е држава на Европска унија и членка на НАТО. Една од државите во Европската унија и во НАТО. Иако со големи проблеми реално со односите со централата. Меѓутоа тоа е, тие се членки и на ЕУ и на НАТО. Што можат да соработуваат со сите држави, зошто Македонија да не може да соработува? Од внатрешно политичките теми кои ги брануваат односите во владеачката коалиција е соодветната и правична застапеност по одлуката на Уставниот суд да го укине така наречениот балансер. Се зборува за закон за правична застапеност. Вие дававте изјави во кои што велевте дека веќе има некаков нацрт закон. Премиерот деновиве даде изјава во која што рече дека мисли дека е формирана работна група во која што ќе почне да се работи на текстот. Каде е вистината околу тоа прашање? Видете,
кога започнувате, ние како сега во Вреди, една од политичките партии е Алијанса за албанците. Ние во нашата програма Држава за сите во 2020 година, парламентарни избори, еден од законите кои што го подготвуваме и ни стоеше во програмата беше Законот за правична застапеност. Нели, правичната застапеност веќе е уставна категорија и кога е уставна категорија не ти треба алатка за имплементација за тоа, туку ни треба закон. И ние имавме еден закон подготвен од наши експерти во партијата, сега во меѓувреме консултиравме и од Советот, Европскиот совет, меѓутоа и одредени експерти од државата и меѓународни. Меѓутоа, повторно, за да законот биде конечен, треба да се синхронизираме сите партии од коалицијата, што сме во владината коалиција. Кој е член на таа работна група, знаете ли? Ги знам имињата. Од нашата партија е заменик премиерот Арбен Фетаи, и од ВМРО има, и од знам ќе биде еден од министрите најверојатно во таа работна група, која што треба да ги испегла разликите и да продуцира закон кој што ќе биде прифатлив за сите членови на владата, со тоа што со тој закон ќе излеземе како влада, како предлог закон кој што потоа ќе оди во јавна дебата и во парламент и да се изгледа. До сега не слушнавме кој ќе биде механизмот кој што ќе води сметка за правична застапеност. Ако не станува збор повторно за проценти, како ќе се реализира тоа? Ние имавме еден предлог кој што ќе биде секако предложена во работната група која што ќе работи, меѓутоа би сакале да ги слушнеме и другите партнери во коалицијата како размислуваат. Може да откриете како би функционирал тој механизам? Не би сакал, бидејќи не е конечно. Кога ќе биде конечно, ние ќе излеземе со наш предлог, како е предлогот на Вреди, на Влен, а како ќе одлучиме заедно, тоа ќе биде предлог на владата. Зема ли предвид сепак процентите од тоа кој како се изјаснил на последниот попис? Мора да се изнајде некакво решение кое што е прифатливо и кое што може да се имплементира. Знаете, балансерот, ја жалам што влезе во првите 100 дена на владата. Уставниот суд отвори две прашања кои што ствараат меѓуетнички тензии, и законот за јазици и законот за балансерот. Допрва ќе го отвараат јазици во декември, го одложија малку. Го актуелизира, замислете, тие два предмета во Уставниот суд стојат од 2018 или 2019, не сум сигурен. Така е. И сега им требаше 100 дена влада за да ги актуелизираат веднаш овие теми, да ги стават. Ја често велам, ме прашуваат за пратениците на ДУИ, велам Европскиот фронт. Има од турска партија, меѓутоа има и еден човек кој што не е од ниедна партија. Тоа е Мурат Сали. Тој беше уставен судија, председател на Уставниот суд. Председател на Уставен суд. И во некоја дебата некој ми рече, па тој е представник на Турската демократска партија. Не е вистина. Он не е член на Турската демократска партија. Не, некоја друга партија. Нема своја партија. Нема ниту невладина организација. Значи не е предложен од некого. Тој е земен од господинот Ахмети како особа и е денеска пратеник на ДУИ. Дали имал цел, дали е намерно или ненамерно, меѓутоа тоа те асоцира во слободни асоциации на Фројд, те асоцира дека баш зема пратеник кој што е турчин, кој што не е представник на некоја партија или на некоја невладина организација, е бивш председател на Уставен суд и моментално се актуализира во првите 100 дена на владата две теми кои што не е моментот во првите 3 месеци да се разговара. Сакате да кажете, ДУИ го теледиригира ова? Апсолутно. Ја мислам дека има влијание ДУИ, не само во Уставниот суд, во сите судски органи, генерално во правниот систем, во државата, и дефинитивно мислам дека ДУИ го тригерира ова за да излезе на површина. Ама штетата е по вас. Политичката штета. Видете, темите кои што ги отвара ДУИ последните, откако е опозиција, последните 4 месеци да речеме, се толку ирелевантни теми, а ги наметнува на сила, и ние од успесите на владата не успеваме да ги
кажуваме, бавејќи се со споредните теми кои што за ДУИ се супер атрактивни, а во меѓувреме ниту балансерот не го решија како што треба. Оти Законот за правична застапеност требаше ДУИ. Имаше 22 години да подготви закон, да го помине во парламент и денеска да имаме закон. Ама ова се ние И го законот викаме за балансер, јазици. ама тоа беа одредби во неколку закони поврзани со јавната администрација, не Јасно, нели? само што беше злоупотребена, ние не бевме да се тргне. Тоа сакав да ве прашам. Дали требаше, бидејќи многу закони се злоупотребуваат, не е тоа единствен закон кој што се злоупотребувал, дали требаше да се бараат механизми како да се ограничи злоупотребата, а не да се укинува? Кога преговаравме со ВМРО, нели кај нив беше стоеше во нивната програма дека балансерот не треба да постои како механизам, а исто така имаше и стратегија донесена од владата за администрација. Стратегија за администрација Да, тоа што велите дека 2023-2026. претходната влада се согласила, Не, да. подпишале Бујар дека се согласува како бивш министер, Крешни како бивш министер, Кренар Лога како бивш министер, сите околу 3-4 министри на ДУИ подпишаа дека треба да се повлече балансерот. И сега Уставниот суд, а ние се договоривме со ВМРО тоа да причекаме да подготвиме закон, па после да го тргнеме балансерот, меѓутоа првично да го подготвиме законот и ова ми се случи неочекувано Уставниот суд веднаш да ги извади на површина. Да, чудно е зошто Уставниот суд, бидејќи сега со измените во деловникот кои што ги направија, има можност да дадат рок, да речеме, од 6 месеци за собранието да најде начин како поинаку да го реши, спротивно на она што тие го сметаат дека е противуставно, наспроти тоа отидоа на директно Васко, само да бидеш малоумен и да веруваш дека Уставниот суд на вистина случајно и двата предмети и за употреба на албанскиот јазик и за балансерот ќе ги стави првите 3 месеци од владата. Да, објаснувањата беа претходно дека се чека полн состав, немаше полн состав на судот, дека тие прашања треба да се разгледуваат во полн состав и така натаму. Тоа беше објаснувањето и за тоа наводно сега стигнале на дневен ред. Само ви велам, само политички малоумен да си да веруваш дека тоа е навистина причината. Да. И лошо е тоа што практично етнички се поделија судиите внатре. Апсолутно, што воопшто не е добро. Волку сензитивно прашање. Јас веќе ги слушам и некои уставни судии кои што јавно се декларира дека не е во ред на ваков начин да се надгласуваме за одредени работи кои што се важни и битни за државата. Што ако во декември веројатно ќе се отвори постапка, ајде сега да не ги прејудицираме одлуките на Уставниот суд, но таму некаде на почетокот на идната година се укинат елементи од Законот за употреба на јазиците. Се работи за само 3 елементи од Законот за употреба на јазиците. Едната е во парите да стои и албански денар, и денеска не стои. Додека зборим. Да. Второто е во униформите на полицијата, денеска кога збориме, не стои ни тоа. И третото е во судот да се употреби, ако сите страни се албански, да се зборува албански, и денеска тоа не функционира за жал. Значи, практично се работи за 3 членови од законот. Кај полицијата, мислам дека има на униформите на албански. Најдете ми униформа една кај што има. Најдете ми, јас јавно ќе побарам извинување. Имаше пропаганда на ДУИ дека се подготвува, дека се набавуваат униформи во 2 или 3 јазика, меѓутоа практично најдете ми полицаец во униформата кај што пишува на 2 или 3 јазика. А за употребата во судските постапки станува збор за потенцијална употреба од судиите и обвинителите, не од странките, за да не разбере некој погрешно. Ако дојдете и сте обвинет и сте албанец, вие одбраната тоа кажав, ако исказот... се сите страни во судскиот процес албанци, во тој случај да се употребува, ја колку што знам и денеска не се користи. Не, требаше да се сменат двотретински закони и никогаш немаше консензус за такво нешто, а и дополнително Венецијанската комисија исто така конкретно за овој елемент сугерираше дека не е уставен. Така што не дека не е уставен, значи од Венецијанската комисија е дадено дека препорака дека повторно Уставниот суд треба дефинитивно да го дефинира дали треба да се употреби или не треба да се употреби во овие 3 члена од Законот за употреба на јазици. Така, барем така знам од
одредени луѓе кои што ми кажува. Добро, и ако Уставниот суд посегне по таква одлука, што мислите? Какво влијание ќе има таа? Јас мислам дека треба да се внимава, посебно периодов. Ја велам, периодов барем додека ги започнеме преговорите, не е добро да се отвараат вакви теми меѓуетнички, да се подгрева народот со меѓуетнички теми. Ја мислам дека ни треба повеќе периодов да потрошиме за ЕУ агендата, за инвестиции евентуално, за борба против криминал и корупција, да почнеме да разговараме сериозно и за децентрализација, за инвестициите што се прават од владата, има доста, посебно оваа со општините, мислам дека е револуција одамна, не е инвестирано во општинската инфраструктура, околу 100 милиони евра е за оваа година и 150 милиони евра идната година, што навистина ќе помогне во развојот на општините. Добро, иако оваа година 100 милиона тешко ќе се потрошат по тоа што го објаснуваат и премиерот и министерката за финансии, нема да се оди по принципот на префрлање на тие средства на наменски сметки кај општините, туку ќе им се плаќа по времени ситуации, како се вели тоа во градежништвото, така што прашање е оваа година колку тие пари ќе се потрошат. Видите, сите се проекти кои што се со дозвола. Само тоа треба да се диспезира на повеќе компании, ја мислам дека не може 100% сигурно. Меѓутоа, огромен број на проекти кои што се со дозвола, утре ако има компанија која што може да реализира, може да започне веднаш со работа. Се согласувам обично секогаш кога се работи во општина, кога ти каже компанија за 1 месец ќе биде, очекувај за 2-2,5 месеци да биде. Така да ќе задоцнат секако, меѓутоа започнати проекти... Министерката за финансии вели дека не сака да дремат на сметките парите без да бидат во употреба, дека таа сака да ги има во централниот буџет, да работат со нив, а по потреба ќе ги префрлаат на општините. Има право, реално има право. Што ако стојат парите, а не се реализира проектот? Подобро по ситуации да се плати отколку да се Не, поентата е дека 100 милиони евра оваа година нема да се потрошат за општините. Иако е... И ја мислам дека шансите се мали 100%, 100 милиони евра да бидат реализирани, меѓутоа мислам дека повеќе од половина сигурно ќе се реализираат. Премиерот како да ја затвори темата за Академија на науките на албанците во едно интервју рече има една академија и точка. Како го коментирате тој негов став? Ова беше наш предизборни едно од ветувањата ни беше Албанската академија за науки и уметности која што функционира на албанците во Македонија да се институционализира. И практично тоа што беше ветување наше, започнавме сега ќе биде поддржано од општините кои што Влем ги раководи. Нели е навреда за таква идеја на такво ниво да се симне, господине Таравари? Зошто? Не гледам, ова е благородна идеја. Не владина организација во прашање, Сдружение на граѓани кои што ќе го финансираат општини. Да. Вашата цел е тоа да се институционализира, нели, да стане јавна крајот институција на денот, државно ниво. Целта е таа, целта е на крај тоа да биде институционализирано. Тоа е целта. Но премиерот рече има една видете, академија идејата точка. мене ме разочарува дуи искрено во овој момент, која што излезе од страна на СДСМ, ВМРО и ДУИ се заедно против оваа идеја. Ја мислам како идеја е благородна, на никого не штети и може да се размислува да се најдат неколку решенија кои што би биле функционални, кои што би помогнали генерално за развојот на науката генерално во државата. Така не гледам ништо лошо, односно дека оваа идеја и штети на некого. Апсолутно не гледам. Знаете колкави пари ќе добие Сдруженијето за следната година од 4 општини? Не знам точно, меѓутоа знам дека ќе има поддршка. Ја очекував искрено и некои општини кои што се раководени од ДУИ да поддржуваат, меѓутоа за сега тие функционираат како војска ДУИ, кога ќе им каже шефот, не и никој од ни една од општините. Ќе го отворите ова прашање во владината коалиција? Секако дека ќе треба да се отвори, секако. До сега не е отворено, меѓутоа секако дека ќе треба да се отвори. Што ако премиерот и ВМРО се резолутни, како што се сега? Видете, тоа е нивен став. За сега наш став е дека треба да се развие таа идеја и
ќе видиме да изнајдеме решение кое што е прифатливо за сите страни. Вие сте член на владата, бевте консултирани околу новото кадровско решение за директор на Агенцијата за национална безбедност? Не, тоа го предлага премиерот и тој го дава тоа. Предлогот е дојден од премиерот. Ги гледате реакциите денуиве, дека Ги ставува гледам збор реакциите. за партиско решение. Знам. Прочитав сега, ја не ја знам особата, меѓутоа предлогот беше од премиерот, така да... Вие го сметате за соодветно решение, Бојан Христовски? Видете, ја не знам точно, немам точни информации за сега. Ова е предлог од завчера. Читав нешто по медиуми и по портали, меѓутоа не мора да значи дека сите тие информации се веродостојни. Ни требаат информации да собереме од сите страни и да се разговара. Ако е добро како решение, треба да продолжи. Ако не е добро, повторно премиерот треба он да одлучи, а таму не смее да биде партиски човек. Од има видливи, да речем, траги за тоа дека Ја генерално гледам дека премиерот изнаоѓа решенија кои што се релативно прифатливи. Генерално зборам, не велам 100%, така да ќе видиме, ќе разговараме повторно да ги добиеме сите информации ние. Од ДУИ смета дека вреди има подредена улога во владата, тие како ја нарекуваат моноетничка влада. Колку реално според вас се слуша гласот на вреди внатре во владата? Ја мислам дека генерално за огромен број на одлуки сме синхронизирани и се консултираме и ги донесуваме заедно со ВМРО ДПМН. Нормално дека премиерот секогаш има нешто што е ексклузивно и не се согласувам со ДУИ дека кажуваат за ВЛЕН дека се подредени. Ја мислам дека ВЛЕН има огромно влијание во владата. Само размислете на дружењето на ВМРО ДПМН и ДУИ во периодот 2008-2016 и се ќе ви биде јасно. Ние не можеме да кажеме дека ВМРО е партија со 40 пратеници, кога има поддршка од 58. Практично има 58 пратеници. Ја мислам дека улогата на ВЛЕН е многу значајна во владата, има релативно добри позиции, споредено со тоа што ДУИ имаше 2008-2016, мислам дека има многу поголеми и подобри позиции отколку што имаше ДУИ. А анархијата што се случуваше во крајот со двете влади на Ковачевски, тоа што ВМРО што има 58 веројатно е голема заслуга и на ДУИ. Апсолутно. Мислам дека највише што ВМРО денеска има 58 пратеници, најголема заслуга има ДУИ. ДУИ практично последната година во владење со Ковачевски, со бившиот премиер, работеше само како да се уништи практично СДСМ и де факто се случи тоа што се случи. Да, го потроши својот партнер практично. А и целата кампања господинот Ахмети се занимаваше и го креваше рейтингот на ВМРО ДПМН. Цела кампања беше против ВМРО. Имате ли договор со ВМРО ДПМН дали на локалните ќе се оди на предвремени парламентарни избори? Начелно немаме за тоа договор. Имавме договор за да бидеме заедно на локалните избори. Меѓутоа, дали ќе има и парламентарни заедно со локални, не сме разговарали за тоа. Според вас треба ли да има? Ја мислам дека има стабилно мнозинство владата и не гледам причина да се оди. Меѓутоа, ако да видиме како ќе бидат околностите, ако има потреба, тука сме и за предвремени парламентарни избори. Тој муабет сте го отвориле? Не, воопшто не сме разговарали. Сме разговарали само дека добро е владината коалиција заедно да излезе на локални избори. Значи, така како што беше Алијанса и Алтернатива заедно со ВМРО од 2021 година, повторно 2025 година, ВЛЕН, знам и ВМРО ДПМН да излезат евентуално на локални избори. За ова сме разговарали, а за предвремени не. Добро, здравство сега. Министерката за финансии
рече дека се разгледуваат можностите за зголемување на платите во здравството и рече прецена средномедицинскиот персонал, зашто според неа докторите повеќе пати добивале повисоки плати за разлика од средномедицинскиот персонал. Ке има ли зголемување, кога, за кого, колку? Ние сме во преговори со сите синдикати, здравствени синдикати, и се надевам дека набргу ќе седнеме и мораме да седнеме и со премиерот и да се договориме за колективниот договор, кој што би било решение за сите здравствени работници, и тоа решение можеби ја можам да кажам за следните 10 години, да немаме главоболки со медицинските работници. Јас се надевам дека идната недела ќе седнеме и со министерката за финансии, и со премиерот, и со здравствените синдикати, за да евентуално се договориме. Секако дека ќе има покачување на платите, посебно на средномедицинскиот персонал. Годинава? И годинава нешто ќе има. Се надевам се. Повторно немаме се уште немаме договор, дефинитивен договор. Меѓутоа, јас се надевам, ви велам, кон крајот на идната недела треба да седнеме и ако се договориме, тоа јавно ќе го кажеме пред сите граѓани. Но тоа решение во колективниот договор ќе се однесува и на лекарите. Секако дека и на лекарите и на целиот медицински персонал, сите здравствени работници кои што работат. Вие спомнувавте обид за вработување, рековте барем 1250 од оние што се содоговори за дело, а се ангажирани во јавно здравствените установи по држава, од речиси двојно повеќе. Има ли Јас сум оптимисти за тоа. Се надевам дека гледам дека има добро расположение од премиерот да се изнајде решение за тие договорци кои што се со години. Има луѓе кои што се по 5 до 10 години договорци, а работат во здравство со плати кои што се под минималната плата, и мислам дека е греота за тие луѓе. Мораме да изнајдеме решение. И ние се обидуваме, се надевам дека набргу и тоа ќе го кажеме дефинитивно дали ќе биде. Јас сум оптимист дека ќе ја завршиме оваа работа. Како со 600 доктори, ако успееме, специјализанти зборувам доктори, тие што протестираа за тие што протестираа 10 години, веќе има решение и за оваа година 300 ќе се вработат и 300 идната година. Тоа се вкупно 600 доктори, тоа е огромен буст за јавното здравство. Ако успееме и сега зборуваме за специјализантите. Специјализантите, доктори се тие. Доктори кои што специјализираат. И ако успееме и 1200 средномедицински кадар, генерално ќе бидат болничари, гигиеничари, сестри, лаборанти, ако успееме и нив, тоа е 1800 вработувања. Годинава 1200, плюс 300 доктори, тоа се 1500. Плюс 300 доктори идната година, тоа се 1800 за првите 6 месеци од идната година. За една влада 1800 вработувања да направат, да речем, за една година, тоа е огромна цифра. Ама тоа остварливо ли? Тоа е прашање. Јас се надевам да. Јас сум оптимист дека ќе изнајдеме решение. Докаде сте со реализација на идејата наведена и во програмата за работа на владата за, како велите, функционално фузирање на клиниките во рамките на клиничкиот центар, или преведено за нивно обединување во една целина? Тоа е интегрирање на клинички центар и интегрирање на здравствени домови и болници. Веќе работна група интензивно работи во Министерството за здравство за да се интегрира. Видете, за дезинтеграција што се случи 2007 година требаше повеќе од една година за да се одделат сите клиники. Сега спојувањето на сите клиники во еден клинички центар секако ќе ни треба време. Јас се надевам дека за недела... Вие велите јануари 2026. Да започнеме, тоа е најоптимистички. 1 јануари 2026 да започне да функционира заедно клинички центар, тоа ќе биде извонреден успех на оваа влада. А зошто сметате дека тоа е добро решение? Видете, искуството со разделување на клиниките, очекувањата беа огромни, дека ќе се заштедува, дека ќе се контролираат по 2 директори во секоја клиника. Ќе има курсеви, специјално менаџерски курсеви за директорите, по 20 директори, врзани потписи. Искуството покажува дека не функционираше како што треба. Директорите беа директори за да се условуваат едни со други.
Затоа ги редуциравме и тоа помина првите 50 дена од владата. Сега клиниките имате клиники кај што се врши набавка на ракавици, на пример, за 2 денари, имаш други клиники кај што е 0,5 денари, што не е во ред. Друго е кога се набавува за една клиника, друго е кога се набавува многу подобро е кога се набавува за 30 клиники. Таравари, вие сте човек од внатре. Тоа што ние го слушаме, а веројатно и пошироко во јавноста, е дека главната корупција на клинички е во начинот и терминзите на исплаќање од клиниките кон добавувачите и дека кому кога ќе исплатите и колку, дека практично тука функционира главната корупција. Вака нема ли да направите еден конгломерат кој што уште повеќе ќе го засили тој ризик од корупција? Уште една реченица. Ако. Најголемите долгови на клиниките се долгови една према друга. И ако ги споиме, ја мислам дека ќе се рационализира работата. Се согласувам дека ако направите една единица, шансите се поголеми за да се злоупотреби. Меѓутоа, ако направите добра организација, со транспарентно работење, со борд на директори, кај што ќе раководи нормално еден генерален директор, ја мислам дека може да се менаџира успешно и на крајот на краиштата искуствата од сите држави околу нас, па и генерално европските држави, е секаде клинички центар е едно. Не може да се одели во 32 функционални или нефункционални единици. Така да пробавме со дезинтегрирање. Не функционираше и перцепција на повеќето доктори што работиме е таму дека подобро функциониравме кога бевме споени во еден клинички центар отколку сега. Па затоа ја мислам дека неопходно е да се вратиме и тоа беше идеја уште 2017 кога бев 100 дена министер за здравство, дека не ни требаат двајца директори и ја ги разрешив сигурно 80% од економските директори и второ дека треба да се спои во еден клинички центар, меѓутоа тогаш бев само 3-4 месеци министер и не успеав тоа да го реализирам и среќен сум што има поддршка од повеќето колеги кои што работат во клинички центар дека идејата за спојување е добра. Добро, ќе го следиме тој процес, да, па ќе видиме нели како ќе оди. Пред околу еден месец го потпишавте договорот за набавка и инсталирање на нов компресорски систем на клиниките, вреден е околу 350.000 евра. Набавката ја доби фирмата Винора, која и претходно практично го сервисирала тој систем. Имате ли увид како оди набавката и инсталирањето на новиот систем? Немам точни информации, тоа го прават заеднички служби, тие се одговорни за поддршка, да речеме, во инфраструктурата на клиничкиот центар. Меѓутоа, идејата е нешто дополнително што ќе направиме. Оваа стара станица, која што постои моментално, компресорска, ќе ја задржиме и таа. Ќе ја сервисираме. Таа може ли да се оспособи да функционира? Да, секако, ќе оставиме како бекап. Значи, новата ќе ја ставиме во функција, ќе функционира. Во ново зградиче, мала зграда тоа ќе биде, кај што ќе се постави компресорската станица, меѓутоа ќе организираме така што да имаме и бекап. Старото да биде бекап, евентуално се случува некогаш повторно да не функционира едната, веднаш можеме да ја активираме втората. Се надевам дека компетентна е фирмата која што треба да ја изведува, така ми кажуваат барем од Имаат службите рок од во 4 месеци да го завршат, тоа така според е, да. договор. Јас се надевам дека до крај на јануари ќе биде подготвено. Во меѓувреме, ете, ексклузивно да кажам, веќе започнуваме и со реновирање на Карил, односно интензивна нега, која што е проблем и е во многу лоша состојба и во меѓувреме веќе имаме јавна набавка за нови хируршки сали во клинички центар, која што исто така ќе биде огромна помош и поддршка за вработените кои што работат во хирургија. Што значи набавка на нови сали? Тоа значи набавка, значи на местото на постоечките изградиме нови сали, ќе се реновираат. Значи набавка е направена за да се реновираат комплетно хируршките сали во хирургии, сите хирургии во клинички центар. Добро, а ова што се случи како последица од неработењето на компресорскиот систем, ќе успеете ли да го надоместите, бидејќи се создадува листи на чекање, иако имаше обединели со диспрезирање по другите болници, тие да помогнат со дел од операциите, но велат дека се уште листите на чекање се многу големи. За жал, листите на чекање се подолги, за жал, меѓутоа сега веќе функционираат
Ја колку што знам, 80% од салите. Само една или две сали се нефункционални. Листите на чекање Македонија можеме слободно кажеме дека сме лидери по краткост на чекање. Во другите држави многу подолго се чека, да не се споредуваме со европските. Јас зборувам и за регионот. Добро е што имаме бекап, две болници, сериозни болници, како што е 8 септември и градска болница. Така да со реновирањето на хируршките сали пак ќе ни треба договор меѓу 8 септември и градска болница и хирургиите, бидејќи ќе се реновираат и салите, хируршките сали, меѓутоа ќе се реновира и интензивната нега. Така да ако сакаме да изградиме нешто, мораме еден период и да изнајдеме решенија, бидејќи не може поинаку. Не можете да донесете хируршка сала или интензивна нега од небо и за еден ден да ги ставите. Ни треба период на... Да. Ова нели се пак палиативни решенија? Секако. Во смисла на тоа дали ја напуштате идејата за изградба на нов клинички центар? Не ја напуштаме клиниката, меѓутоа искрен да бидам до крај, повеќе министри кажале дека ќе направиме нов клинички центар и никогаш не се изградило тоа за 30 години. Мене ми изгледа несериозно сега да кажам дека еве ние ќе изградиме. Треба ли нов клинички центар? Апсолутно. Јас како министер за здравство сум го споделил со премиерот ова дека на Македонија во Скопје и треба нов достоинствен клинички центар. Ако започнеме денеска со клиничкиот центар, минимум ќе ни треба 5 до 7 години за да биде тоа функционално и да сите пациенти, доктори, медицински персонал одат во новиот клинички центар. Но мора да се почне. Мора да се почне, секако. Меѓутоа и да почнеме денеска ни требаат 7 години. Да. За тие 7 години зарем мораме во оваа интензивна да се лекуваат пациентите, во овие хируршки сали да се оперираат нашите пациенти. Субстандардно изгледаат таму делот Затоа ви велам во меѓувреме не треба нешто капитално и многу да се инвестира, меѓутоа идејата стои и кога ќе имаме веќе некакво идејно решение, тогаш ќе излеземе, ќе кажеме дека ние планираме и нов клинички. За време на министерувањата на Филипче, потоа и на Сали, некако многу се зборуваше за таа идеја, но ништо тоа не се случи. Јас повеќе со премиерот сме разговарале, повеќе и јас како министер за здравство мислам дека ние треба да завршиме, децентрализацијата е многу битна во здравството. Штип, Тетово, Струга, Охрид и Битола треба да се пофункционални, а за да биде така, мораме две болници кои што се многу битни. Штип се започна да се изгради од 2011 или 10 и се уште за никаде. Треба да се заврши тој проект. Кичево општа болница, замислете, пред 28 години, 96-та е започна да се гради и уште е карабина. Подобро да започнеме со проекти, да ги завршиме овие болници, од ја колку што знам, не знам некоја нова болница изградена во Македонија последните 30 години. Ако успееме идната година да започнеме Штип и Кичево, и тоа да се заврши за во рок од 2-3 години, и тогаш да почнеме да размислуваме за нов клинички центар. До тогаш ја мислам дека треба да се покажеме дека знаеме и умееме да изградиме, да направиме капитални инвестиции. Се во ова како да им оди во прилог и во интерес на приватните болници. Секако. Додека не направиме жнеат профити. Додека не направиме сериозен клинички центар во Скопје, а тоа е неопходно да се направи. Дали ќе се направи од нас или некој после нас ќе го направи тоа, меѓутоа како проект тоа мора да постои, мора кога тогаш да се изгради. Ќе менувате нешто во можноста што им се даде на докторите да работат прекувремено каде сакаат? Да, јас мислам дека се направи една анархија, одредени доктори можат да работат дополнително, јас сум за тоа, бидејќи имаме недостаток на доктори, меѓутоа да работат само во јавни здравствени установи. Ама може ли па ова сега дополнително да ви одлее доктори во приватно? Прошверцува пред нас во јануари или февруари изгласан закон, прошверцуван закон, јас велам, сега докторите од јавни здравствени установи можат и приватно да работат. Јас сум против тоа и ќе се обидам да го смениме законот. Ама може ли тоа да ви одлее дополнително кадар во приватно? Не.
Ако им дадеш дополнителна работа и Ама во јавни здравствени само установи, велите вие. Добро. значи не само во јавната здравствена установа кај што работи, може да оди и во Тетово, и во Струмица да работи после пладне или сабота или недела. Ја мислам дека повеќето доктори ќе заработуваат достоинствено и нема да имаат потреба да одат, а плюс имаме огромен интерес и од доктори и медицински сестри од приватни здравствени установи кои што веќе изразуваат интерес да дојдат во јавно здравство и тоа имаше забрана од владата од 2022 година, морам да го кажам, и тоа го прекинавме. Еве јавно го кажувам дека сега веќе сите заинтересирани доктори и целиот медицински персонал кој што сака од приватно може да се врати во јавно. Иако за дел од докторите носители на дејности во приватните болници се слуша дека земаат огромни плати. Па одредени доктори да земаат кои што работат дополнително, дополнителната работа јас сум против да им се прекине на докторите. Ако им прекинеме дополнителна работа, тек тогаш ќе избегаат уште, ќе има бегање, масовно бегање од јавно здравство, а тоа не ни треба како јавен здравствен систем. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам за можност. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте до крајот. Одгледајте ја новата саботажа. Пријатно! Постојаните критики за неефикасноста на администрацијата паѓаат во вода, барем во Свети Николе. Таму трудолюбивоста и самопрегорната работа на вработените во секторот за финансии доаѓа во целост до израз. Имаме и испразнување комплет на оделението за јавни набавки, кој што за убави работи, значи вработените во таму се во на породилно, сите три, така да мора нешто да направиме за да функционира оваа институција. Тоа што оделението прераснало во гинеколошко акушерско е добра вест, но се јавува проблем што понатаму. Јасли, забавишта, градинки. Во Богданци нема место и е пренатрупано. Поопштинарите бараат да се почитуваат модерните стандарди на интериерниот дизајн. Тие простори са правни. Още пред 30, пред 50 години се знае как трябва да изгледат и колко кревета берат. Той е все по хасъп, да кажем. Не е това ти текна, фати го кревет от ходник, трести го, още едно. Колега, хасъп е стандарт за куини, не е стандарт за градинки. Како и да е, потребни се барем минимум услови за работа. По предшколската следува и наставата во училиштата. Па за малку да се вратат во детството, советниците од Карпош се договориле да наликуваат на првооделенци, на кој класниот им го држи првиот час. Збор кога ќе взимате, ќе скачате тука на табла. При гласање ќе ве замолам да држите подолго раката, затоа што во потесен простор потешко се брои и особено тие што сте малце попозади без гласање вака. Се кренете убаво да можат службите да ве пребројат. На школа се оди да се учи, но понекогаш мора и да се повторува. Оти лесно се заборава, особено кога во конверзацијата адреналинот е на повисоко ниво, па се употребуваат зборови кои не се од домашни, туку од странско потекло. Не го кажав тоа, кажав друго. Дали од тебе мисли како екологист што по екологијата си повеќе сигурно од некој тука од нас? Понекогаш не е ни до учениците, туку и до наставниците. Може и да не е до нив, туку до директорите. Ете на таа во Виничката гимназија. Ем пола фамилија и помага, ем добила слаба оценка од надлежните, ама градоначалникот си ја сака. Од Државниот просветен инспекторат констатираше дека трпиме константно насилство, мобинг, уцени, притисоци и закани, а чија што сестра е и секретар на училиштето, а нејзиниот сопруг е наставник во истото училиште и од кој што трпиме слични притисоци постојано. И на крајот,
кога и покрај притисоците ќе завршите некоја школа и ќе ги задоволувате сите услови да станете член на управен или надзорен одбор на комуналното, наречено чист ден, ама наместо како што треба, во Паланка или во Кратово, ќе се родите во Ранковци. Замислете, од 5 луѓе да немаме еден од нашата општина. И тоа да го ние викаме локална самоуправа. Тоа не е локална самоуправа кога сите 5 не се од тука. Чисто е како ден. Не само што не и прилега придавката, туку после толку многу пари фрлени од сите влади досега. Не и стои ни именката. Самоуправа.